Во организација на советодавната група, полициската станица Кочани и Центарот за социјални работи, денеска во салата на Советот на општината се одржа предавање на тема семејно насилство и превенции. Претседателката на советодавната група Жаклина Ангелковиќ истакна дека советодавното тело од општината редовно организира заеднички средби на кои се разговара за актуелните проблеми кои се случуваат на ниво на општината и пошироко. За денешното предавање таа изјави: Денеска на дневен ред семејното насилство и настаните кои што секојдневно се случуваат пошироко во државата. Координативното тело, кое што исто така постои и е усвоено на Советот на општина Кочани, присуствува во работата на советодавната граѓанска група и заклучоците кои што ќе бидат донесени на овој денешен состанок, медиумите на локално ниво ќе ги проследат како еден апел семејното насилство да го препознаеме и да го пријавиме и секако превентивно да го спречиме доколку имаме можност. Службените лица од полициската станица Кочани изјавија дека семејното насилство се случува се почесто и има два вида на семејно насилство, и тоа психичко и физичко, а одговорните од страна на полицијата будно ја следат ситуацијата во нашата општина. Откако семејното насилство е уредено со закон, имаме констатирано дека бројот на пријавени случаи е во нагорна линија. Во улога на семејно насилство покрај жените се застапени останатите членови на семејството. По видот, односно степенот на распространетост по видови на семејно насилство, најзастапено е психичкото, потоа физичкото, а најмалку застапено сексуалното семејно насилство. За привремените мерки кои се изрекуваат од страна на судот, најзастапени се забрана за пристапување до одредено живеалиште, училиште, до одредени места до кои има пристап членот од семејството. Потоа забрана за поседување на дозвола за носење на оружје или одземање на истото, задолжително лекување доколку е корисник на алкохол, на психотропни супстанции или доколку се лекува од некои болести. Советодавното тело од општината ќе продолжи со организирање на вакви средби, се со цел граѓаните јавно да ги искажат проблемите со кои секојдневно се соочуваат, а тие како организација да им помогнат и истите да бидат решени.